Почитувани, добро вечер. Второ издание на Безомразно МК. Ова се 10 дебати, 10 емисии во организација на Македонскиот институт за медиуми, поддржано од Обединетото кралство на Британија, амбасадата на Обединетото кралство на Велика Британија во Македонија. Зборуваме, главна тема е, видовте во првото издание беше говорот на омраза. Насловот е едноставен, безомразно. Ние ќе се обидиме во овој дел, ако во првата емисија зборувавме за тоа, го дефиниравме, односно се обидовме да го дефинираме што е говор на омраза. Во овој издание ќе се обидеме да поразговараме може ли безомразно или мора ли безобразно, како што се врзуваат зборовите. Мои гости денеска се Јани Макрадули, пратеник во Македонскиот парламент, Никола Спасов од агенцијата Рейтинг, Душко Миновски од Комисијата за заштита од дискриминација и Петрица Рачини од Македонскиот институт за медиуми, всушност истражувач и уредник на ова се што е наслов Безомразно МК. Јас во почетокот сакам, еве Никола, да почнам со тебе. Вие направивте едно интересно истражување точно за оваа намена, за оваа емисија, за целиот проект. Беше ли тешко на луѓето да им објасните, да им дефинирате што е говор на омраза? Затоа што кај нас многу се мешаат приказните што е говор на омраза. Дури имавме денови во една ситуација кога министерот за образование, односно за здравство, беше обвинет во случајот со тендери, новинарката Талевска и тој пакет, и кога сите тие обвинувања се загнаа кон него, ако може така да кажеме, тој рече зошто ме мразите. Ние се обидовме, бидејќи баш заради тоа, кога го поставувавме истражувањето, свативме дека ќе биде проблем за да добиеме унифицирани одговори од граѓаните, но сите исто да го разберат поимот, бидејќи не секоја навреда е говор на омраза, не секој можеби агресивен политички настап е говор на омраза. Затоа пред воведот на истражувањето практично го дефиниравме поимот, што не гарантира дека сите идентично го разбрале, бидејќи едноставно тешко е да ги едуцираш граѓаните пред едно истражување што е говор на омраза. Колку за вовед политичарите, партиите, односно конкретно пратениците, го разбираат ли тоа што е говор на омраза? Според она како настапуваат и што прават? Мислам не го разбираат, да видам искрено. За жал, кога немате здрава дебата во парламентот, фаќате друг правец. И кога не можете да зборувате за законите, за содржината на законите, кој што дел, бидејќи не ги прочитал воопшто, некој заради тоа за имејот, некој заради ароганција, бидејќи се чувствува комотен од позиција на власт, или некој пак од страна на опозиција се чувствува немоќен дека нешто може да промени, влегуваме во една план Б. Мислам несвесно повеќе отколку што тоа се прави со некоја намера, освен кој што за жал еви денови сме сведоци на тоа во однос на сексуалната ориентација. Тоа е едно непознавање, но воодушевување за жал во парламентот кога некој ќе навреди на таква основа. И тоа јас се срамам што сум дел од таков парламент. Мене ми е несфатливо, јас се обидов во оваа емисија да ги донесам представниците на власта, односно конкретно ВМРО ДПМН, се договаравме на неколку пати дека ќе дојдат да дебатираат, да разговараме што е, затоа што на крајот на емисијава ќе видиме од кај потекнува се она и кој го стимулира тој говор на омраза. Меѓутоа веројатно нив им е поинтересно да дебатираат токму во парламент, затоа што мораат да дебатираат. А таму каде што треба да правиме вистинска јавна дебата, не ги забележуваме. И во парламент, извинете. Мислам, и во парламент не е многу дебата, да бидеме реални, мислам се. Еве, да дадам пример се. Например, мислам за законот за медиуми, да биде тема содржината на законот, повторно се извлече нешто што е во однос на сексуалната ориентација на ФИФИ. Тоа е тема во медиумите, наместо да биде содржината. А се разбира од нас сликата, па после се пренесува Тоа полесно се продава или што е? Институциите кај се во приказкава, еве, како комисија за дискриминација? Драган, интересен е феноменот дискриминација, да кажеме, ние сме се уште кревко општество, што се вика, нели, демократските процеси навлагаат по секоја цена, меѓутоа веројатно уште во менталниот склоп уште немаме култура, традиција и да се однесуваме така. Значи сите овие силни едукации, сите промени на закони, така натаму кажувања на странските емисии, особено на опсег, поддршка имаме максимално од нив. Како комисија таа не спреми да бидеме што подобри, да речеме, во овој контекст, упатува на тоа дека ако сите тие едукации не направат кај вас и лична промена, тоа се е тоа џабе.
Ако ние како комесари имавме сериозни проблеми на почетокот, значи секој доаѓа од различна фела, застапува здравство, образование, собрание, имаме представници од министерство и така натаму. И ако имате лична предрасуда под нешто и тешко го стварувате, како можете да го ширите концепт на антидискриминација во државата ако не имате лична промена? На секоја едукација каде што биде сум инсистирал на тоа, значи не можеме ние да им продаваме двоен морал. Ја слушав и Собраниската седница каде што пратегот Макрадули се седеше и говореше нешто начално во тоа. Значи ние седиме, живееме во мултикултурно друштво. Ако е тоа така, тако е. Значи такво е дефинитивно. И викаме од една страна, да, го признаваме, го фаворизираме, дури добиваме позитивни критики за тоа, а данеш во исто време дома седиме пред телевизорите и можеби јас живеам во Чаир, се замислите во таа ситуација пред да кажам, значи ако се случува некоја кражба и така натаму, јас се извинувам за термините, сигурно се види несвесно. Тоа се сигурно циганите и така натаму. Се случи разбојништво, тоа се сигурно албанците или се извинувам шиптарите. Ние македонците или конформисти, се наветнати глави и така натаму, ќутеме ќутолози и сега искачаш надвор. Најнаш децата со тебе искачаат на школа, на градинка и ти со првиот комши албанец или ром се гушкаш кај си комши како си. Како тие деца сега тоа треба да го пренесат во, па викаме зашто имаме во градинките, во училишта, дури до градинките се симравме на ниво да имаме препознатлив со тој тип. Значи наместо зато инсистираме на таа лична промена и иде тешко, дефинитивно иде тешко и во овој контекст јас знам дека народните пратеници се навистина емисари, меѓутоа се навистина во фокусот на јавноста и треба секогаш да внимаваат. Знам дека е потребно понекогаш да се остави одреден впечаток, нели, па се користи некоја мудрост и така натаму, меѓутоа забораваме дека може да повредиме некого. Ние тука немаме многу влијание, пробавме со ова по однос на сексуалната ориентација за Милетич, пратеникот. Да. Беше навистина груба квалификација, покренаве постапка да собране, меѓутоа имунитетот во целовиот овој контекст го штити, меѓутоа затоа со соопштение кажавме дека не е во ред такво нешто. Значи има простор да се дискутира, да се бира зборови и мудрости, ама не што упатуваат, веќе мора да се менува вокабуларот. Во овој контекст затоа и говорот на образа кој ми спомна, мислам дека радо го прифативме во комисија, само од аспект на тоа дека токму тоа упатува. Дискриминацијата е нетолерантност, непочитување на поединец, на заедница, на било кој неприфаќање по разни основи, кои што ги спомнавме, значи етничка, верска и така натаму. Ние во денешно време имаме проблеми во комуникација. Сето тоа е во ред, дека нели да се чествуваат и празниците верски, сакам да кажам. Било кои муслимани, нели православни и така натаму. Меѓутоа што е со атеистите што не веруваат? Сега испаѓа дека а тоа е краток временски период, пред 20 години беа главните фаци во државата, нели? Не почитуваа ништо, не или се крие, сега најнаш доаѓа. Значи, мора да не е бегло да ја поминеме, универзалната декларација човекови права 48 екзистира. Нема тука формулација од 15 реченици, само вика сите ние на оваа земја планета се раѓаме со дигнитет, со права и со слободи. Крај. Сите имаме право на еднаков третман. Тоа значи вие знаеме со спортски жаргон. На лично определување. Да, меѓутоа се сведуваме ли само на констатација на состојби без ништо? Петли, ти истражуваш доста на овој план. И токму овие дебати се во функција на и Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, која што е основана од институтот пред неколку години, се прилично влезени во истражување на оваа тематика. Колку што се сеќавам, лани или преклани излезе Високата школа со едно истражување кое што носи некои поразителни бројки дека 90% од медиумските содржини се всушност трансфер на тие информативни содржини, трансфер на говор, на извори. Значи без оглед дали се од политиката, експерти и така натаму. Тоа значи дека медиумите најчесто го трансферираат говорот на омраза, а тој го произведува некој друг. Гледајќи ги дискусиите во парламентот, гледајќи начинот на кој што се обраќаат политичките партии или на други преку тие пресконференции, ние можеме да видиме дека всушност внатре во политичките елити, во политичките структури, не само што не постои знаење, доволна свесност за што е говорот на омраза и зошто тој не треба да се употребува, туку повеќе незнаењето е токму во оној дел зошто не треба да се употребува. Мислам дека политичарите, не би сакал да верувам дека намерно го прават тоа, повеќе сакам да верувам дека не се свесни за последиците на тој говор. Најчесто. Последиците ги гледаме и во општеството, помеѓу тепачки, меѓу деца, по автобуси, на улица, тоа што се случи и во парламентот, тоа што се случува на социјалните мрежи. Значи, убаво е политичарите да речат дека ние го осудуваме говорот на омраза и така натаму, но не го прават тоа. Отидете само на профилите, дури на официјалните профили на политичките партии, на профилите на политичарите
и видите дека можеби тие се воздржуваат, но дозволуваат објавување на коментари кои што содржат експлицитен говор на омраза, бидејќи темата на емисијата е политичкиот говор на омраза, експлицитен говор на омраза кон тој што размислува поинаку. И тука најчесто се употребуваат разни техники, пред се преку именување на луѓето, значи на навреда, но која прераснува во говор на омраза, бидејќи кога навредувате еден човек и му давате некакво име поради тоа што е припадник на одредена политичка групација, тоа е говор на омраза. Термините комуњар, талибанец, не знам, фашист, политички мунгос и така натаму се говор на омраза. За разлика од полтрон, дури и политички мунгос може да се смета за навреда, доколку се опатува кон комуњар, јасна е негативната конотација која што ја носи тој термин и со тоа, без оглед што се упатува кон еден човек, се означува една цела група на луѓе кои што имаат левичарски убедувања. Пред неколку месеци падна во дискусија токму на оваа тема. Еден активист искористи една навреда за да именува еден познат режисер на еден цртан филм кој што го имаше па веќе го нема на телевизија, нели политички цртан филм, рече дека тој режисер бил полтрон на власта. На тоа се надоврза на таа дискусија пратеникот Илија Димовски, кој што го обвини овој активист дека употребува говор на омраза. Да обвиниш или да етикетираш некого како полтрон не е говор на омраза, е навреда. И таа потпаѓа под законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Говорот на омраза, да не заборавиме, се уште во Македонија е кривично дело. За жал, македонските институции до сега, колку што јас се сеќам, освен палењето на знамето во Струга, чинам дека беше лани, околу тие настани што тргнаа со Вевчанскиот карневал, немаме всушност, освен тој случај, немаме случај каде што некој јавен актер понел некаква кривична одговорност поради говорот на омраза. Ја би сакал да насочиме кон изворот од каде се тоа се подхранува. Сакам да го видам видеоматеријалот кој што го подготвивме, една слика од тоа како една слика, еден исечок од она како функционира парламентот и што ни се случува во парламентот. Дали ова мора или треба да биде слика од парламент? Па никако, мислам, само работа. Не може да биде слика од Меѓутоа ја имаме. Па ја имаме бидејќи кога демократијата не можете да ја остварите како што е пропишено со уставот и законот, очигледно на таа акција има и реакција. Реков јас, понекогаш ја кажувате од немоќ, понекогаш ја кажувате од да изразите став. Тоа е дека кога некој не го почитува уставот и деловникот како што е пропишено, вие некако треба да реагирате. Тоа мора да реагирате некако, кој што за жал јас не велам дека е таа слика што треба да има кон Македонија, но понекогаш делувате и со гандиевски методи за да покажете нешто.
Но тоа е последица на прво немањето никаков диалог внатре во собранието, на големиот јас што постои помеѓу политичките партии, на нетолеранцијата што постои помеѓу политичките партии, на непочитувањето и потоа за жал тоа како лавина се пренесува и потоа Колку ова е начин да се обстојува и да се функционира воопшто на македонска политичка сцена? Значи... не мислам дека ова е слика на тоа што сакам јас мојата ќерка да ја види за мене. Или да мислам дека тоа пак носи поени. Нити пак мислам дека само со ќутење може да бидат горди пратениците од власта што 4 години добиваат плата не кажале збор. Не мислам ни тоа дека е добро. Ние сме го изгубиле тој однос на парламент, каде што работите треба да се решаваат со разговори, со диалог, и за жал тој јас кој што само се шири, никако не е направен обид да се спојат или да се поминат Го сваќаат ли пратениците терминот народни избраници, луѓе кои што го представуваат народот, кои што треба да... Јас се сложувам, кога 370.000 луѓе ќе ве пуштат во парламент и ќе ви дадат задача, кога некој не ви дава таа задача да ја остварите, вие мора да се обидете да го артикулирате тоа на еден поинаков начин. Се разбира со некои, не викам со насилни средства, туку со... Крајот на видеото кога пратеникот Тамди Бајрам покажа тоа што го покажа? Да, го коментиравме, меѓутоа сметаме, знаете, дека се случуваат многу посушествени работи. Можеби тоа иде во контекст на тоа на, да кажам, на ниво на култура, на однесување и така натаму. Мора да меѓутоа тоа преминува во правило, значи јас можам да правам што сакам. Да, драга. Многу е дискутибилна ситуацијата меѓу правото на слободно изразување и говор на омраз. Може да се говори дека имаме пропусти, процепи и така натаму. Значи се случува невидена работа. Она што не се случи на Facebook мрежите, што го спомнале и Макрадули, за 10 минути ние викнавме толпа на млади албанци, толпа на млади македонци, млади момчиња преку Facebook мрежите. Тоа е вистинскиот говор на омраз и така натаму. Или во делот на маргализираните заедници и така натаму кога збориме по однос на луѓето со друг јазик, со друга вероисповест, со друга нација, по однос на нивната здравствена состојба, хендикеп и така натаму. Јас искрено не се согласувам дека клучно е во говорот на омраза е меѓуетничката нетрпеливост или верската. Затоа што кога самиот рековте кога ќе влезете во чајот таму кај што живеете, дека одлично комуницирате со луѓето, немате никаков проблем. Меѓутоа кога се тоа ќе го ставите во функција на политика, тогаш веќе излегувате на барикади со не знам со едно и со друго. Токму тоа е. Вика говор не омраз има тогаш кога на другиот, фактички на другиот спротивставениот што сакаш да упатиш било како, значи слободно изразување, треба да има слобода, аргументи да се спротивставуваат и така, борба на мислење, јас мислам така, и должен си да го испочитуваш моето мислење, да не се сложиш со тоа. Меѓутоа кога ќе се упати по однос на одредена твоја лична карактеристика или моја, на пример затоа што сум можеби инвалид и во количка, сум можеби 100 пати попаметен од тебе и водам не знам каква организација кој што е Шаврински од Полио Плюс. Исклучително успешен човек и така натаму. Што тоа има врска, а он денеска треба да земе, на пример, од комисијата труд и социјална политика, решение дека може да обавува таква улога за председател. Знаете, значи во нијанси се Јас се обидам до друго да дојдам дека говорот на омраз застанува алатка. Токму така. Никога што покажа она што го направите како истражување? Прво би почнал со пред се со социјалните мрежи и со интернет, бидејќи говорат на омраза од она што го читав и што сум информиран, пред се во овој момент е тема на дискусија околу она што се случува на интернет, поготово социјалните мрежи и генерално мислам сетовите, блоговите и така натаму. Значи во Македонија 85% од младите што ги анкетиравме до 29 години рекле дека забележале говор на омраза на интернет, односно биле жртви на говор на омраза на еден или на друг начин, дали бил упатен кон нив или го виделе тоа како резултат на разговор меѓу други, комуникација меѓу други лица. Ако земете во предвид дека токав е процентот на луѓе кои имаат пристап до интернет во таа целна група, тоа значи дека секој млад човек бил во ситуација да види или да биде жртва на говор на омраз. Ова кажува нешто што е многу загрижувачки за мене. Значи, освен што тие се жртви што го гледаат, тие се и оние кои што се потикнувани да го артикулираат и да го практично прават говор на омраза, се злоупотребуваат. Сега правиме збор за политички партии, зборуваме за политички говор на омраза, се злоупотребуваат од страна на партиите. И на тој начин практично во таа целна група тој говор полека но сигурно станува нормален, односно повеќето од луѓето дури кои се неопределени се изложени на тој политички говор на омраза. Втора работа, вие ако земете денеска дека во Македонија единствен предуслов за успех
односно за некој тип обезбедување екзистенција е членство во политичка партија. Најголем дел од младите сега се повеќе и повеќе членуваат. Вие истовремено сте принудени да членувате во политичка партија на некој начин или да бидете блиски или секој начин мора да доколку сакате да функционирате во системот. А со тоа сте автоматски се изложувате на опасност од некој да ве навреди или да ве дискриминира на политичка основа. Значи сите тие луѓе се во моментот кога станувате член на политичка партија се изложувате, свесно се ставате во позиција да бидете дискриминирани. Тоа мислам дека оваа целна група ги подкопува вредностите, тоа се млади луѓе кои допрва треба да работат, тоа се студенти или рано вработени луѓе, допрва вработени, и тоа мислам дека за здравјето на општеството е катастрофално. Друго, 71% од анкетираните одговориле дека забележале говорен, кои што рекле дека забележале говорен омраза, очинува дека постојано тој расте. Само 10% рекле дека се намалува или дека останува ист. Од истражувачки аспект, кога имате таква голема разлика меѓу одговорите, тоа значи дека тоа е непобитен факт. Една вистина дека тоа сите го приметуваат, дека не станува збор за јавно мислење, јас мислам, туку дека е нешто што е толку очигледно и едноставно не го знаат сите и го прифаќаат како такво. Сега. Секој четврти граѓанин, имавме еден сет на прашања што е многу интересен, кој што се однесува дали сте биле вие лично изложени заради вашата партиска припадност, прашањето гласи, на навреда, дискриминација, па дури и физички или вербален напад. 23% од луѓето прво биле од тие што рекле дека приметуваат говор на омраза, биле и лично навредени или биле лично дискриминирани по политичка основа. Вие речете дека има и 6% кои рекле дека биле изложени на физичко насилство заради својата политичка припадност. Значи, вие имате еден огромен број на луѓе, пред се ќе кажам дека се тоа прилично млади луѓе, кои што од една страна се приморени во политиката, се приморени од страна на нормите кои што ги се наметнати во нашето општество, при тоа се оние кои што се злоупотребуваат за агрегирање на говорност и се оние кои што најмногу прилично трпат лични последици од оваа состојба. И јас искрено сум многу сметам дека политичарите во голема мера можат политичките партии да го спречат говорот, политичкиот говор на омраза, бидејќи сметам дека точно не може секој индивидуалец да се контролира, меѓутоа јас сум убеден дека има голем број на млади луѓе кои што се инструирани политички тоа да го прават. И мислам дека доколку навистина и се има желба и се постигне некој политички консензус, може во значителна мера се намали тој политички ословување, оние што се етикетирања и така натаму на интернет, па дури повикување на насилство, повикување на друг тип на навреди. И мислам дека кога зборуваме за политички одговор на омраза, клучна улога ја имаат партиите. Доколку тоа сакам ако може да се надоврзам, само нека ви текне што се случи за предвремените парламентарни избори 2008, чинам беше. Имавме еден катастрофален прв круг кој што го одбележа и го нотираше и меѓународната заедница со прилично силни изјави. Се сеќаваме амбасадорката Миловановиќ што кажа, се сеќаваме ОДИХР што кажа. И после тоа 2 недели потоа ние имавме шведски втор круг на избори, без никакви инциденти, без тепачки, без ништо. Што ви кажува тоа? Кој може со магично стапче да ги смири работите во една земја? Очигледно е дека тие што правеле проблеми, барем тоа е мој заклучок, биле инструирани од политичкиот фактор да прават проблеми, за во вториот круг да бидат инструирани од политичкиот фактор да не прават проблеми поради притисокот на меѓународната на тие одзбори. Тоа значи дека политичка волја ако има, ќе нема ваков амбиент, ваков политички амбиент. Ако има политичка волја, видовме и со изборните правила, па 3 години дебатираме за нив. Сега ги решивме и за 5 минути може да се решат работите. Тоа значи дека клучот, се согласувам апсолутно со Никола, дека клучот за тоа дали ние како општество ќе ги надминеме овие веќе. Ова се детски болести за нормално општество. Говорот на омразата во овој контекст, дали во политички, дали верски, етнички, по однос на маргинализирани заедници, ќе остане на маргините на јавниот дискурс, ако политичарите решат тоа така да биде. Ако тие самите почнат да еманираат, дали на својот Facebook профил, дали во своите јавни настапи на говорница на парламент, на пресконференција, ако почнат да еманираат попристоен начин на конфронтација со мислењето на политичкиот противник, на медиумите и така натаму, тогаш ќе имаме резултат.
Значи, јас сум од оние луѓе кои што никош не сум избришал ни еден коментар, а знам дека има и лоши. Или јас сум од оние, как убаво кажа Драган, и поагресивен настап у парламентот, да не го збор самиот иде. Но имаме еден јавна свест што се креира со политика на владата, која што е против личното пределба на луѓето. Значи, владата троши народни пари, да речеме, за абортус. Кампања води. Значи, забранува лично пределба на... И што е човеково право. Човеково право, со што го гледаме по, да речеме... Декрет. Го гледаме во кампања. Да. Потоа, фаворизирањето на трето, четврто дете, предлогот за уставни измени за маж-жена, значи, тоа е еден амбиент што го гледате вие како кампања. Или пак со старите митови. Затоа јас не мислам дека е толку анегдота е, ама човекот што си го греши през името, што го фати крстот во прилеп, вика јас сум Александар Македонски, Велјановски, и реален одраз дека него свеста ни го креира општеството во еден јавната свест се креира со државни пари во еден правец кој што после се рефлектира во друга крајност. Во голем дел сте, барем според мене и тоа што го гледаме, сте во право дека амбиентот го создава, нели го создаваат главните јавни актери. Моите и на чинители во моментално тој што го окупира јавниот простор се државните институции, владеачките партии и тие сносат најголемата одговорност. Дали станува лично, дали мора безобразно? Ќе избегаме од темата, иначе ова се пошироки теми. Ние говориме за говорна омраза, мисли, дали? Би сакал да го адресирам. Јас на мојот профил ги бришам сите коментари кои што содржат експлицитен говор на омраза. И потоа пишувам коментар по тоа дека овој коментар е избришан поради ова и ова. Мислам дека на тој начин треба да реагираат сите јавни актери. Особено политичарите. Во ред е политичката битка да биде остра. Постојат јазикот е, нели, коски нема, ама коски крши, постојат милион начини да се биде и поагресивен во јавниот дискурс, а сепак да не се користи говор на омраза, ниту пак навредување, ниту пак... Имаме примери, значи можеме да видиме снимки едни, снимки други и да споредиме. Ете, пак ќе реферирам на говорот на пратеникот од вашата пратеничка група Велјановски, кој што беше еден од најгледаните и говори на социјалните мрежи, ако не се лажам. Без никаков говор на омраза. Привлече многу поголемо влијание. Привлече внимание, но затоа што беше јасна, експлицитна аргументацијата, беше тоа, не беше некој мек настап, но не беше ни настап кој што излегува од рамките на пристојната. Значи, тука некаде треба да си ја најдеме артикулација. Јас се сложувам дека рибата смрди од главата, мислам, тука немам дилема јас. Но кога имате општество во кое што со државни пари, вие водите кампања против одредени личности. Значи, едно се политичките партии, кој што има негативна кампања против политичките партии. Но имате вие негативна кампања од страна на владата и кон поединци, се не сакам да злоупотребам. Говорот на омраза кон починатиот Роберто Беличенец е последица на една кампања што се водела против 5-6 личности од страна на починат човек да се сити. Тоа е последица на кампања што е водена јавно против 5-6 личности во Македонија. И не е само тоа, јас мислам дека во анкетава Никола не ни го кажа тој дел каде што имаме говор на омраза на луѓе кои што се членови, активни во партија и кои што излегле, кои што не се членови. Значи станува концепт на општојба говорот на омраза. Само преска заборав да го кажам, значи имаше туку уште еден дел што не е само контра политички. Значи се случува, значи имате вие сите што се членови на политички партии, поранешни членови и вработени во државни институции, според истражувањето има далеку повисок процент се значи практично изложени на говор на омраза. И што се случува? Вие имате значи инструиран политички говор, јас го викам инструиран политички говор на омраза, влезем во институциите, значи тоа е систематски. Јас од минатата дебата го гледав еден од дебатерите, тоа го кажа. Нашиот говор политички во Македонија е систематски, тој е креиран. Како што тој е наменски, тој не е случаен. Не почнуваат на интернет да се квалификуваат двајца симпатизери на две партии кои што гласаат, меѓутоа не. Тоа го прават, значи наменски, систематски, организирано.
И јас не гледам тука ништо и точно во рамките на кампања по тоа преку медиумите се пренесува тоа, па дури мислам секако и пратениците кои што многу често го прават тоа, може дали знаат или не знаат дека тоа го прават, меѓутоа го прават. И ви имате практично општество каде што од една страна тоа се пласира како нормален дискурс. Тоа е проблемот. Јас не мислам и се согласувам апсолутно со колегата дека јас ги бришам коментарите. Јас во моментов немам Facebook профил, го избришав целиот, меѓутоа истото би го правил. Јас не мислам дека е цензура. Точно ти можеш да кажеш се што сакаш, бидејќи тоа Facebook е веќе јавна сфера. Медиумите се Facebook е најголемиот медиум во Македонија, има милион луѓе. Секој човек е портал. Е портал. Значи, пазете, значи ако на Facebook профилот на Миленко Неделковски доаѓаат 15.000 луѓе, па тоа е медиум, тоа е поголем медиум и од 100 други портали, од неколку весници и така натаму. Значи, говорот на омраза, ако е јасно дефиниран и ако се сака, тој може да многу лесно да се отстрани, на тој начин да се донесе некој кодекс или нешто, да барем ако политичарите заедно застанат за една кампања, тоа што застануваат. Мораме да го тргнеме на знаката кои се предавници, кои се патриоти. Да не забораваме дека во кривичниот законник тоа е казниво дело. Настапите дека не е тој зад тоа. Се направија измени, дозволете само господин Миновски, нели се направија измени во кривичниот законник каде што говорот на омраза кој што се шири преку компјутерски системи е исто кривично дело. Тоа значи дека и профилот на одредени јавни личности на Facebook, доколку шири говор на омраза, може да биде третиран преку кривичниот законник. Тоа за жал во Македонија не се прави. Ниту обвинителството, дали преку допрен глас, нели? Тоа е еден од основите како може да покрене. Исто така е, бидејќи ќе говори нареден господинот Миновски, знам дека ингеренциите на Комисијата за заштита од дискриминација во овој однос се прилично тесни. Но јас очекувам лично, барем од Комисијата, не малку пошироко да ги толкува своите надлежности и како што го прават тоа X тела по демократски земји не мора да казнува или така натаму, но да излезе со советодавни мислења. Кога ќе се случи говор на омраза, зошто да не каже Комисијата, ние го видовме ова и ова сметаме дека со ова се врши дискриминација и на еден човек му се да демонстрира еден по-проактивен пристап, по-советодавен пристап. Би требало, ми тоа не е секогаш. Сега говориме да не испадне сега, говориме за говор на омраза, тоа не е присутно само во Македонија, на секаде. Зависи од степенот, значи нивоата на степен на цивилизиран однос и така натаму, и вие овдека може да искоментираме кој што реков Занди Баран, степенот на културата на однесување, на изразување. Имате тој гестик степен на култура можеше да предизвика судир, да испровоцира. Во таа конотација може да. Значи да рачистиме, говор на омраза може да биде и против државата, безбедноста на државата и така натаму, да се иницира, да имате екстремни групи и така натаму кои што пласираат преку Facebook мрежи, преку најразлични начини и така натаму. Затоа добро го кажа се речени тоа. Ние имаме во КЗК нас се предвидени санкции, друга работа е што тоа не се практикува и не се казнува. Значи точно многу е тенка, филигранска тенка линија го одлучува она што е слобода на изразување. Некој се знае да се изрази тоа да го направи навистина коректно како што кажавте, некој тоа знае со груби зборови и така натаму. Митоа во остава говор на омраза упатува на нетолеранција, на дискриминација и на некој вид на насилство, психолошко, на воземирање потикнува насилство, да. И тоа може да значи едни се продуцираат, други што се екзекутири на целата таа работа, спроведувачи, и затоа тоа треба се казнува. Ако комисијата би требала да следи, значи нема доволно капацитет, тоа го кажуваме и се надеваме дека нешто ќе се среди во тој дел, само 7 комесари се го немаме тоа тело што очекуваме дека ќе го имаме, да може во меѓувреме да прибира докази, факти и така натаму, и ние да речеме 7 комесари да седнеме да цениме зашто со една погрешна одлука не може техничко пореметување да направиме општеството. Значи да укажеме овдека има, нашите одлуки не се облигаторни, ние даваме мислење и препораки кои што рековте, и дефинитивно мислам дека фокусот особено оваа година пак со поддршка на ОПСЕ покрај непостаната работа на представките, која е нели примарна задача, и анимирање, ширење на концептот на локално ниво за антидискриминација, дека мораме да изкачаме со токму овој тип на соопштенија, укажување. Дај Боже да имаме капацитетот да почнеме во самите закони кои што се носат. Ние сакавме едно време, направивме обид до Генералниот секретаријат, меѓутоа не ни се прифати, да секој нов закон го даде ми наше мислење, дали евентуално нели може да промакне некоја дискриминаторска одредба. Зашто? А да не збориме наназад, па што имаме ситуации со повеќе донесените закони кои треба се чешлаат и да иницираме постапки пред законодавниот дом за измена.
Да, тоа е институционален пат, меѓутоа како од парламентот, од кај политичарите да го истргнеме тој говор на омраза? Имунитет има сега. Не, заради токму тоа сакам да не мислам дека може, јас сум присталица да го симнеме тој дел од имунитетот или ако е казната над 5, нашиот имунитет важи само да не уапсиш кога правиш дело до 5 години. Инаку кон тебе може да се поведе процес. Може да те осудат без проблем. Значи можат да те осудат али тебе имунитетот е тоа да кога ќе фаќат жив дека правиш дело до 5 години, да не те уапсат. Друго нема. Но мислам дека тргнувам од оној дел на последиците, затоа што луѓето кога гледаат дека како се плукаат, тебе ќе го кажам народно, како тоа функционира и како тој после добива повисока позиција, станува и министер, станува и добива признаено е тоа, значи вие го се наметнува, не вие конкретно се наметнува како правило дека мора знам да го употребам. Тоа е патот како да се дојде до успех. Да дигнам до И ако го споите тоа со дел од политичка групација која што победува, која што нема санкционирање, нема казнување, значи тоа е тоа што треба да се прави во животот. Значи јас зборувам за последиците. Макар дури тежок збор може да падне, и тоа да не иницира омраза, иначе тежок збор употребуваат многу други. Во парламент. Јас не бегам. Бире, тоа треба да се Но јас за жал пак се враќам на една друг од аспект од говорот на омраза. Значи јас се сеќам кога се носеше законот за антидискриминација, да го скратам, кога сексуалната ориентација и покрај барањето на европската со писма, со дописи, не се стави во. Но каква беше атмосферата внатре, значи зборам не она што се гледа на камери, мене ми дава загриженост за општеството во кое што живееме. Еве сега што се случува во ракометната ситуација со ракометот. Ги читам на социјалните мрежи. Како тоа странец тера македонец од македонска репрезентација. Значи како се создаде таков еден амбиент? Тоа е амбиентот на патриотизмот и на Па добро, таква една ксенофобичност, мислам, ја не можам да разберам. Но се сложувам, работата е во парламентот. Ние влегуваме во парламентот и одма се фрламе некако во борба сите. Нема некоја, да речеме, не обука, ама пак некоја разговор, Јас мислам мора да има некоја. Јас мислам дека не гледам што тука би требало да се стави под капата на закон или да се стави, да, точно е дека треба да има закон. Меѓутоа тука зборуваме за алатка која користат, сега јас зборам за политичка дискриминација, стварно политички одговор, бидејќи сватив дека емисијата е за тоа, мислам да тргнеме на страна останатите сексуални и етнички. Значи, политички одговор на омраза е алатка. Тој се користи, значи, и ја не гледам, ако утре што е тешко да се направи кампања, ако сите политички партии застанат за тоа, ако секој политичар е одговорен за својот Facebook профил, ако јавно застане како што прават на други кампањи, јас не го одобрувам, и ако престанат да го користат, јас гарантирам дека многу брзо и многу ефективно тој истиот ќе се намали. Проблемот е што тој се користи, се злоупотребува, односно. И се додека тоа е уште на начин на многу повеќе него меѓуетничката апсолутно. Тоа беше она што го разговаравме околу прашањето. Значи имаше уште едно прашање во истражувањето кој вика дали сметате дека говорот на омраза помеѓу припадниците на политичките партии од иста етничка група е висок, 55% е висок, а помеѓу политичките поддржувачи на различни етнички партии е висок 40%. Што значи не е проблемот етничкиот говор, проблем е политичкиот кој потоа потикнува понатамошни етнички судири. Добро, проблеми се и двата. Говори на омраза, но за среќа или за жал, како да речеме, овој политичкиот доминира, па малку е оттргнато вниманието од етничкиот говор на омраза, чии што последици може да бидат далеку посериозни за државата, па затоа ако во некое зло бараме добро, еве да речеме, во случај во политичкиот говор на омраза, доброто во тоа зло е што сме дефокусирани од некој друг говор на омраза кој што може да има поголеми штети. Мојата поента е недостатокот на дебата. Парламентот може би единственото место во моментот каде што има дебата меѓу политичките противници и токму затоа таа е толку жустра. Затоа што тоа е местото единствено. Многу ретко се случува да ги гледаме политичарите. Еве, ова е една ретка можност каде што можеме да видиме представник на државна институција и представник на опозицијска политичка партија, пратеник да дебатираат. Ние тие
моменти ги изгубивме. Замислете која е реакцијата на гледачот, кој што гледа дека овие двајца од спротиставените политички табори не се среќаваат. Пораката што ја испраќаат е дека непријателот не е само политички непријател, туку е тој вистински непријател со кој што ти немаш муабе, туку можеш само да се пресметаш, да излезеш на некој мегдан и да си ги искршите главите. Тоа е пораката, за жал. Се додека власта не одлучи да ја промени својата стратегија во однос на настапите пред јавноста, таа веќе да не биде еднонасочна, туку да седне со своите политички противници, да ги дебатира работите, ние ќе останеме или ќе тапкаме во место по однос на политичкиот говор на омраза. Како позитивен пример можеме да се огледаме еве начинот на кој што тоа се реши во условно речено албанскиот политички кампус, кој што беше далеку попроблематичен во овој однос. Знаеме што се случуваше на некои минати избори, секогаш инциденти, тепачки, убиства и така натаму. Но дали под притисок од горе, од меѓународна и така натаму, 2-3 изборни циклуси, нема никаков инцидент таму. Можете да ги видите представниците на албанските политички партии на дебати за време на изборите, на изборните кампањи. Тие дебати кои што за жал ги нема на телевизиите на македонски јазик. И тоа мене ми кажува дека можеби тоа е една од работите што придонела резултатот да биде подобрување на атмосферата по однос на тој политички говор на омраза внатре во албанскиот политички кампус. Зошто да не се проба? Не верувам дека штетите по рейтингот треба на политичките партии да им бидат пред интересите на земјата, а доколку продолжиме вака и доколку граѓаните почнат меѓу себе да се тепаат поради тоа што се припадници на различни политички опции, штетата ќе биде поголема, далеку поголема. На почетокот да разграничиме што е државен интерес, а што е личен, а што е партиски интерес и да не се представува се што е партиски интерес да се дефинира како државен интерес. Добро, кај нас е сплотена работата, споена. Одвојувањето, затоа е барањето одвојувањето на државата, на партијата од државата. За жал, кај нас се што се поистоветува со државата и се изедначува со имаме само што многу малку време, имаме ли излез? Излез. Јас лично го кажав мојот став, ќе го повторам пак. Точно е дека се потребни закони кои што прецизно ќе утврдуваат што е говор на омраза, кои што ќе го казнуваат и пред се не само закони, него институции кои тоа правилно ќе го спроведуваат, односно судство, обвинителство и така натаму. И мислам дека во делот во законскиот дел потребно е тоа да се сигурно коригира и така натаму и да се спроведува така како што е пропишано. Меѓутоа, другиот дел останува, пак зборам за политичкиот говор на омраза, е она што го прават политичките партии надвор од законите. И мислам дека навистина политичкиот говор на омраза е една од алатките за делување, особено на многу ниско ниво, за делување сега поготово на социјалните медиуми, каде што секој човек веќе е медиум и може да испрати порака. И така натаму, и додека самите политички партии не застанат не го прекинат тоа, не ги инструират собствените поддржувачи и членови да не го прават тоа и самите тие престанат да го прават, било во парламентот, било во било кои други јавни настапи. Не верувам дека носењето на закони ќе го регулира тоа. Мислам дека треба да се подигне свеста на непотикнување на омраза помеѓу луѓето од различни политички партии и со тоа да биде тоа единствен репер за напредување во политичката кариера или личен напредок. Има примери во други држави, например какви инцидентите, правиме на мала паралела со инцидентите во автобусите. Има други држави кај што такви слични работи ги решаваат со возење не на министерката, туку на и од власт и од опозицијата луѓе. Или промотори на кампањата ова што ја води Институтот за медиуми, не сум носителот, да бидат тој од различните политички партии. Апсолутно. Да не име мене, на пример, са правам уште еден пример, да можам и јас со кошаркарите што ги пречекав на аеродромот со Андреј, да влезам во автобусот и да ме донесат заедно со нив, како што беа 5 души од власта до плоштад. Така. Тоа е ситна работа, ама со порака. Но се демонстрира пред граѓаните дека за некои работи сите заедно. Значи, да влеземе и да заеднички тоа некако да го... ние сме ги пропуштили тие шанси.
да речеме во некои прилики. Што не е пропуштено? Не, добро. Значи, освен неказнивоста треба да се елиминира. Значи, за тоа треба да има одговорност. Треба политичките актери јасно да демонстрираат политичка волја, дали преку личниот пример, дали во парламентот, дали со излагање на дебата, дали организирано, заеднички, организирано, дека ова не треба веќе да се толерира. Трета работа што го спомна и Никола, дека едукацијата е многу важна. Ако ги видите бројките од истражувањето, препознавањето расте на говорот на омраза со образовниот степен, возраста многу влијае, помладите го препознаат затоа што се курентно, актуелно и се изложени многу повеќе, и се изложени и тоа ни укажува дека особено треба да се работи на разбирање кај оние слоеви кои што немаат пристап до денешните дигитални алатки за информирање и така натаму. Тоа се луѓето кои што се сиромашни, повозрастните луѓе и така натаму, кои што многу полесно се манипулираат за разлика од оние кои што имаат пристап до различни извори на информации. За жал, различни извори на информации моментално имаме само на интернет. Освен информации и дезинформации, имаат ли институциите капацитет? Значи имаме, треба се појача капацитетот секој што сите институции, народен правобранител, значи комисија за заштита од дискриминација кои што треба да ги следат овие состојби и да реагираме кога ќе имаме конечни први пресуди, не по секоја цена, меѓутоа очигледно дека не помага ништо друго. Ако нема пресуда, знаете дека секој не може да се земе за право ексклузивно само заради тоа што во даден момент на одредена позиција и така натаму дека он може да предизвика говор омраза. Овие луѓе знаат, имаат историски контекст кај што знаеле без вакви сериозни укажувања на Европската унија да живеат во еден слободен дух, во соразмена и на пријателство и така натаму да се почитуваат едни со други. Јас се благодарам што бевте дел од дебатата Безомразно МК. Само да им кажеме на гледачите дека овие дебати може да ги гледаат на нашата страница безомразно.мк, може да се веројатно ќе ги гледате и на телевизиските екрани на некои локални телевизии. Би сакал да ги гледаме и на националните, за да може да допре што повеќе до сите и сите оние дилеми кои што ги имате, што е безобразно или да направите разлика од она што е безобразно. Влезете на нашата страница, можете да видите и можете да се вклучите како што тоа и ние го правиме јавно да дебатираме во функција на спречување на сето она што ни се случува. Благодарам што не гледате.